Беше моја желба да ги посетам полицајците овде во полициска станица Мазрача, да ги видиме условите во кои што работат, да видиме дали се сочуваат со одредени проблеми, заради тоа што едно е да седите во канцеларија и да ги добивате информациите, друго да дојдете и да поразговарате директно со нив, и тоа беше моја задача, според моја оценка. Второ, сакам и на вас да ви се заблагодарам што имаме можност да преку медиумите ја пренесеме состојбата. Имаат сериозен проблем полицајците кои што ги стакнаа во делот на начинот на сменското работење, и тука ќе мораме да побараме начин заедно со Министерството за труд и социјална политика да изнајдеме решение за овој проблем, додека другите проблеми кои што се однесуваат на подобрувањето на условите за престој овде во полициската станица, веднаш тоа што ќе може Министерството за внатрешни работи да обезбеди одредени средства кои што им се потребни на полицајците, тоа мораме да го направиме се со цел да им овозможиме подобри услови за престој и работа на полицајците во полициска станица Мазрача. Целта на посетата е да ги согледам сите овие потреби на нив и да преземеме соодветни мерки. Тоа е едната цел. И втората цел, моето доаѓање, значи одавање на едно признание и поддршка за тоа што го прават, за чувањето на државната граница на Република Македонија во едни вакви тешки околности и услови. Имате ли споредба да направите со некоја друга карало што сте посетиле? Со самото тоа што овој објект е еден од неколкуте издвоени објекти, како што ги нарекуваме во Министерството за внатрешни работи, укажува на фактот дека се далеку полоши условите од секоја друга полициска станица во Република Македонија. И токму заради тоа сакав од тука денеска да ја пратам пораката дека наместо да се расправаме со разни политички игри низ Република Македонија, ќе треба да мислиме многу повеќе на оние кои што се грижат за нашата безбедност и сигурност, а тоа се овие полицајци и сите други полицајци на кои што треба по секоја цена да им ги подобриме условите за работа. Ви се пожалија за личниот доход? Ми се пожалија за сите услови кои што ги имаат, вклучувајќи за личниот доход, вклучувајќи за начинот на престој овде кој што го има, вклучувајќи за работното време. Сето тоа е нешто што треба да се размислува, да се разгледува, посебно на полицајците кои што од 92 година до денеска немаат ниту еден бод покачен на тоа. Неколку прашања надвор од темата која што сме тука денеска да ни беа. Претставител на Социјалдемократскиот сојуз во неколку наврати изјави дека поседува докази за инволвираност на властите во Кумановските настани. Дали ви се доставени тие докази? Сите работи кои што се однесуваат на Социјалдемократскиот сојуз и на претседателот, таму ќе морате да побарате. Со оглед на тоа дека изборите доаѓаат на 24-ти, дали Министерството за внатрешни работи е подготвено да гарантираат безбедност на денот на изборите? Во Република Македонија не е значаен датумот на изборите, туку е значаен каков изборен процес ќе имаме. Слушано на чудат денот кога ќе бидат изборите, дали е подготвено Министерството да гарантира безбедност на денот на изборите? Значи, најважната работа е да ги створиме условите сите кои што ќе значат вклученост на Министерството за внатрешни работи најпрво во прочитувањето на избирачкиот список, да имаме избирачки список кој што ќе допринесе во Република Македонија да имаме фер шанса за секој политички субјект, а кога и да се одржат изборите, на кој датум да се одржат Министерството за внатрешни работи, како и досега ќе мора да биде во функција на одржувањето на мир, ред и безбедност, да можат граѓаните слободно да одлучат на тие избори. Ќе спроведете ли издрачна постапка против Кираџовскиот како ги објави на пресконференција потоците од администрацијата кои што може би од Министерството излегува? Против Караџовски? Да, Кираџовски, вашиот пред Социјалдемократскиот сојуз што беше на пресконференција. Мислите за заменик министерот за информатичко општество? Да. Јас воопшто не сум запознаен што е тоа, слушнав по медиумите и очекувам дека во рамките на Министерството ќе се ја расчиста таа работа која што имат. Меѓутоа, како и да е, секој заменик министер дополнително има начин и има законска обврска да ги добие сите информации кои што се на располагање на министерот. 2 дена пред да станете министер бевте во Гостивар, ве прашав дали кога ќе станете министер ќе имате промена на началнички позиции. Ви одговоривте дека влегувате во власта за да контролирате власта, а не да бидете на власт. Меѓутоа, променивте доста началници, некои 7 и 8 нивоа. Се ли е тоа според законот? Одговорив неколку пати во однос на овие прашања. Кадровската политика нема да ја водам преку медиумите, туку таму кај што ќе проценам дека мора да има промени заради одредени причини, тоа ќе го направам. И на крај уште едно прашање со вашиот потпорол, малку се нашалиме пред да стигнете тука. Јас би сакал и јас да конкурирам на тоа место, а не видов конкурса со оглед на тој дека
колега да нема 7 години во Министерството, како тој началник стана? Врз основа на Законот за внатрешни работи, кој што превидува вработување на лица со овластувања без јавен оглас, местото за кое што е примен со, значи местото предвидува 7 години работно искуство, тој има 10 години работно искуство. Меѓутоа, дали тоа е 7 работно искуство во МВР? Не е точно. Значи треба да има работно искуство 7 години, а не во МВР. И мислам дека влегувањето во политизирање на сите овие ситуации кои што се посебно во тоа што ми следува како можност да имам портпарол и човек кој што е задолжен за односи со јавноста, покажува една друга димензија што не би сакал да ја коментирам днес. Немаше друга димензија, ова беше лично моје прашање. Благодарим. Едно прашање конкретно со луѓето што тука работат. Вие рековте дека се пожелели за работното време. Кое работно време го има сега и што предлагаат тие? Значи, направен е колективен договор, подпишан и од синдикатот и од тогашниот министер, во кој што 12 часа имаат работно време, а 12 часа одмор овде во станицата. Нормално дека имаат забелешка дека одморот во станица не е одмор, туку исто така работа која што не се засметува во прековремени работни часови, така да предлага да се најде било каков систем кој што ќе овозможи да одеден временски период бидат на работа, а потоа да може да заминат дома во своите домови. Затоа реков дека мораме врз основа на консултациите со Министерството за труд и социјална политика да најдеме решение, бидејќи има проблем сега во законската регулатива. Безбедноста на границата говориме. Во изминативе години, како новинар, имам следено дека тука беше рутата на дрогата, дека многу мина кражби, пренесување на добиток од Македонија во Албанија. Каква е состојбата во минатава година? Дали имате такви податоци? Дали е подобрена и што ќе се преземат ако имаме такви случаи? Видете, според информациите кои што и денеска ги добив, да луѓето кои што работат овде како полицајци во оваа полициска станица даваат се од себе да ги спречуваат ваквите појави, иако тоа е постојано нешто кое што било, што ќе продолжи понатаму, само е прашањето дали и колку ќе биде намален овој обим, замисно и од временските услови, не само од другите активности. Затоа јас сметам дека мора да имаме пред се добро мотивирани полицајци кои што работат овде, да им створиме добри услови, да навистина го намалиме нивото на криминалитет, посебно преку граничниот. И во тие услови за работа, дали ќе преземете нешто за патов? Ова е работа која што навистина државата треба да превземе одредени мерки, тоа се големи финансиски издатоци, најверојатно ќе мора да се бараат решение и преку финансирање на Европската унија, меѓутоа тоа е нешто што стратешки треба државата да го направи, не е нешто што можеме од денеска за утре да го направиме, бидејќи навистина има други работи кои што навистина Министерството можеме да ги решиме и да ги завршиме. Израда на патот е нешто што државата ќе мора да преземе сериозни мерки. Благодарам. Благодарам. Има одвоен живот за полицијава или нема? Нема, укидам. Нема,